Истрагата се тера по целосен диктат и наратив на јавната политика кој што во моментов ја водат министерот Тошковски и председателот на владата Христо Мицкоски. Така се води истрагата. Во овој момент истрагата не е сконцентрирана на изнаоѓање на вистински и на вистинските осомничени кои што би требале да бидат во оваа истрага вклучени, тоест истрага на директната причина за настанувањето на трагедијата, туку цело време сега во овој момент се шири истрагата, тоест се фаќаат некои линии на истрагата кои што немаат врска со директната причина за оваа трагедија. Морам да кажам дека професорот Фрчковски го гледав, одлично ја објасни таа логика. Фрчковски објасни каде би требало да биде директната одговорност за настанувањето на оваа трагедија. Значи кога има директна одговорност, кога има еден кривично правен настан, кривично правниот настан се нарекува пожар со смртни последици. За тој кривично правен настан постои директна одговорност за настанувањето на тој кривично правен настан. Да се согласуваме сите дека јас меѓу другото и тоа сум прашувал и тоа сум очекувал дека ќе отворат таква истрага и така натака за градоначалник, за пазен инспекторат, за економија, за финанси и така натака. Директните причинители на оваа ситуација или овозможувачи на оваа ситуација за настанување на пожарот со смртни последици. Тоа е дефиницијата на делото. За тоа треба да бараме одговорност.